да се бара од опозицијата да биде предложен јавниот обвинител, да испраќа пораката дека Мицковски има намера да остане опозиција. И тука сме на чисто. Втората работа, вака да се настапи критички за еден закон, кој што и тие знаат и ние знаеме, е целосно во координација со Европската делегација и Европската унија и Соединетите американски држави, правниот сектор кој што работи со нас, е дефинитивно далеку од било каква нормалност во однесувањето на вакви сериозни моменти пред кои што сме исправени. Морам да кажам дека самиот ваков закон потврда дека нема ништо од тоа што беше кажано на пресконференцијата, дека некој се обидува да амнестира случаи, да скрие криминали на актуелна власт или слично, е потврдата што за законот стојат, односно во консултација направен со Европската унија и Соединетите американски држави. Втората важна работа, јас знам зашто е ваква пресконференцијата и мене ми е се јасно, заради тоа што инструкциите доаѓаат од Будимпешта. И нема ништо повеќе ни помалку тоа работа. Третата работа, самиот закон е направен да не политичарите местато обвинители, да биде структурно решение, системско решение, далеко од раците на политичарите, во функција на јакнење на независноста и реформите во правосудството. Со самиот овој закон се гарантираат сите актуелни случаеви, отпочнати предистраги, истраги, судски процеси и слично, без разлика за кои се однесуваат во државата. Тука вклучуваат оној предметите кои што беа од СЈО, новиот организиран криминал, сегашни, минати, веројатно обезбедува и идни предмети. Ако навистина се за вакво решение јавно повикувам, а веројатно тоа ќе го направи министерката за правда како лидер на работната група од наша страна, уште утре да седнат работните групи и веднаш да разговарат на писмени материјали за сето тоа да го решиме во функција и интерес на граѓаните. Во спротивно станува само политиканство и сериозна потврда дека некој постои и функционира само за да го заташка криминалот, да го спречи тоа што значи одговорност за криминалот, без разлика за кој се однесува во државата. Испраќам порака на сериозност. Сега и требаме сите на државата. Можеме да дадеме аргумент плюс за нашиот народ, да имаме системско решение, можеме да дадеме аргумент на пријателите, тоа се лидерите на земјите членки на Европската унија, на Европската комисија, да имат уште еден аргумент пред следните одлуки кога ќе носат така историски важни одлуки за Република Северна Македонија.